На почетокот на овој дневник Црна хроника. 25 годишен граѓанин на Кочани утрево е пронајден мртов во подрумна зграда. Причината за неговата смрт засега не е позната. Во истрагата е вклучена и екипа на крим техника од Министерството за внатрешни работи Скопје. Кочанец утрово пронајден мртов во подрумна зграда. Според информациите од ЦВР Штип, станува збор за 25 годишно момче. Оттаму повеќе детали за трагичниот настан кој денеска ги потресе жителите на Кочани не соопштуваат, освен дека утрово во полициската станица станар во зградата го пронашал безживотното тело на момчето. Увидна екипа од кочанската полиција веднаш излегла на терен, а пристигнала и екипа на брза помош. Околу 7:30 часот утринава во службата за hitna медицинска помош примиле повик од службени лица од МВР. Пронајдено е безживотно машко лице во стариот објект на трговски центар блок А. Екипата од hitna медицинска помош е излегла веднаш на лице место и установила смрт кај дотичното лице. По трагичниот настан жителите на Кочани денеска во шок. Тоа секој ден ме сртуваше што прави чичко или како, ја кога се бали тоа да по млеко да взимам доле кај Вуксамите, имаше полиција и не знаев што да прашам, после кога се вратев, кога ме кажа дека така и така случува, мене ме трогна и не знам што да ми кажам. Тоа е трагедија. Гробата, какво не е гробата и кога оно ке требало да живее? На лице место излезен и јавен обвинител. Неофицијално во истрагата е вклучена и крим техника од МВР Скопје и го истражува случајот. Причината за смртта на Бојан Ј засега не е позната. Во источниот дел од државава нема сомнителни случаи на заболени од маларија. Сите кои патувале во африканските држави по враќањето во државата задолжително треба да направат лекарски преглед со што ќе се скенира нивната здравствена состојба, алармираат епидемиолозите. Засега во центрите за јавно здравје нема нито едно лице кое е под ваков лекарски надзор. Задолжителен мониторинг на сите македонски граѓани кои во изминатиот период патувале во некој од африканските земји, каде има појава на маларија. Во центрите за јавно здравје во источниот дел од државата засега нема ниту едно лице кое е под ваков лекарски надзор. Сите кои патувале во Африка, Индонезија или Јужна Америка по враќањето во државата задолжително да направат лекарски преглед, со што ќе се скенира нивната здравствена состојба, алармираат епидемиолозите. Кога ќе се вратат кај нас, пожелно е и убаво е да дојдат кај нас, да им се изврши преглед на маларија и да се, ако е потребно, да се лекот, ако веќе се најде нешто. Испитувањето е лесно, се зема капка крв од ушната школка, се гледа под микроскоп и се гледа дали има причинител или нема. Според Грков, едукацијата на граѓаните кои патуваат во некоја од овие држави е многу важна. Само со добра информираност може да се заштитат од болестите кои се типични за тие земји. Пред да одат 1 до 2 недели, за цело време на престојот таму и после враќањето, уште 4 месеца треба да примат хемопрофилакса. Тоа се таблети кои што се дават зависно од тоа во кој регион кај што патуват, кој причинител на маларијата го има, бидејќи има 4 причинители на маларијата. Значи им се дава таблетка која примат еднаш неделно во исти ден. Во државата веќе се регистрирани 4 случаи на заболени од маларија, од кој еден е веќе починат. Сите биле на привремена работа во Гана и Централно-Африканската република. Маларијата е тешка болест и последниот случај во државата е регистриран во 1965 година. Завршуваат градежните работи во градската капела во Пробиштип. Се очекува за еден месец да биде ставена во употреба. Партиите почнаа со подготовките за локалните избори кои ќе се одржат оваа пролет. Се бараат вистинските кандидати, а граѓаните бараат новите кандидати за градоначалници да бидат менаџери
на собствените градови, а не да ги слушаат или да работат по директива на нивните политички центри. Наближуваат локалните избори кога граѓаните ќе го даваат својот глас на партиите или на независните кандидати за подобра инфраструктура, нови улици и тротоари во нивните мала, но и за нови работни места кои ќе нудат подобар животен стандард во градовите и селата каде што живеат. Политичките партии покрај тоа што се зафатени со преговори за формирање на нова влада, сепак на терен работат на подготовка за локалните избори. Се мери рейтингот на одредени кандидати кои веќе конкурирале на огласите на собствените партии, но се пуштаат и пробни балони за да се види и слушне што мисле јавноста за одредени личности. Граѓаните кои што денеска ги анкетираше Ирис телевизија велат дека од новите градоначалници бараат да бидат менаџери, а не да бидат водени од интересите на партијата која што ги кандидирала. Не партиски, да биде за сите, а не само за него. Што мисли за народ, не за џеп. За сите не партиски. Течат се уште роковите за распишување на локалните избори. Известно е дека ќе се спроведат во мај, но прашање е дали на тој ден, доколку партиите не се договорат за формирање на нова влада, ќе имаме и парламентарни избори. Од управата за јавни приходи апелираат граѓаните да не ги чекаат последните денови пред истекот на рокот за поднесување на годишната даночна пријава, а со тоа ќе се овозможи и намалени метежи на даночните шалтери. Управата за јавни приходи, регионална дирекција Штип, ги известува сите граѓани кои имат остварен дополнителен приход, значи освен плата и пензија, имат обврска најдоцна до 15 март 2017 година да поднесат годишна даночна пријава. Годишната даночна пријава представува збир на сите приходи што едно физичко лице ги остварило во текот на една календарска година. Што значи доколку едно физичко лице има остварено приходи освен плата и дополнителни приходи како од кири, дивиденти, авторски права, индустријска собственост, добивки од општите игри на среќа кои изнесуваат над 5000 денари, потоа од специјалните интернет страни Upwork или типување на спортските страници, оние граѓани кои имат исто остварено приходи од странство, но поврзани со работењето во Македонија, ја имат обврската до 15 март 2017 година да достават годишна даночна пријава. Што значи, апелираме граѓаните да не го чекат последниот датум, односно благовремено да ја достават ова пријава во просториите на Управата за јавни приходи, регионална дирекција Штип. Доколку физичкото лице не поднесе годишна даночна пријава, следуваат и казни, односно казната за физичко лице на недоставена даночна пријава изнесува од 100 до 200 евра во денарска противредност. Штипската локална самоуправа продолжува со активностите за урбано уредување. Спортскиот центар во населбата 8 ноември ќе добие ограда, а во оваа населба ќе се обноват и улиците со нов асфалт. Од денес во Штип започнува уредувањето на уште едно спортско игралиште во населбата 8 ноември на локацијата позната како Аргач. Оваа активност на локалната самоуправа и јавното предпријатие Стипион е реализирана на барање на граѓаните. Станува збор за барање од страна на жителите на оваа местна заедница, односно на населбата 8 ноември, и во соработка со локалната самоуправа и јавното предпријатие Стипион, значи ќе следи оградување на спортското игралиште во прва фаза, во втора фаза ќе следи урбано уредување на самиот простор од страна на јавното предпријатие ИСАР. Исто така во населбата 8 ноември ќе се реализираат и активности за асфалтирање на улиците. А понатаму како инвестиција во самата населба по асфалтирање на улицата Ангелсово и булевар Јана и Слободан Јовановски, најверојатно ќе следи асфалтирање на патот кој што ги поврзува на некој начин булеварот Партизанска и улицата булевар Јана кај училиштето Тошо Арсов, кој исто така на барање на жителите на оваа населба. Локалната самоуправа вакви слични активности за урбано уредување ќе реализира и низ останатите урбани заедници во градот. Едукација и обуки за превенирање од опасностите од пожари и во бизнес секторот. Штипската противпожарна единица првите обуки ги најави за следниот месец. Минатата година, според нивната евиденција, интервенирале на 85 случаи на пожари во објекти. Од тука и за едукацијата бил зголемен интересот од страна на компаниите во градот, што е и нивна законска обврска.
Дури 85 интервенции на опожарени објекти за лани бележи евиденцијата на Штипската противпожарна единица. Поради зголемениот број на интервенции, оттаму најавуваат поагресивна кампања за едукација и во бизнис заедницата за превенирање на опасностите од пожар. До сега од соработката со компаниите и општинските институции се задоволни. Едукацијата на терен ќе се реализира преку тактичко-показни вежби со цел да се обучат вработените да ракуваат со противпожарната опрема и хидрантите. Изведовме показни вежби низ фабриките, добар дел на фабриките во општина Штип и во училиштата. Изведена е показна вежба во Аде Баргала, во средното училиште Колен Ехтенин, во фабриката Джонсон Контрол имавме една голема обука и во едукативно настава во основното училиште Гоце Делчев. Значи се надеваме и оваа година ќе продолжиме со едукативната настава и во фабриките и во школите. Првите обуки ќе се реализираат во март. Ова се должело како што билат од противпожарната единица на зголемениот интерес за едукација и обука од страна на бизнис заедницата, а во согласност со Законот за безбедност и здравје при работа во самите компании. Ваквата едукација е важна, сметаат надлежните, бидејќи во случај на пожар, вработените први ќе реагираат, со што освен самите себе ќе ги заштитат и материјалните добра и имотот до пристигнувањето на противпожарната единица. И еколошките теми се речиси дел од секоја информативна емисија. Во околината на манастирот Света Недела, отпадоците и шутот повторно се доминантна града еколошка слика. Крајно време е инспекциите да го решат проблемот, бараат граѓаните. Диви депонии во околината на манастирот Света Недела повторно никнаа и тоа на повеќе места. Законот за јавна чистота е актуелен и важи за сите, но не сите го почитуваат истиот, барем таква е фактичката состојба позади мене. Дива депонија и тоа од шут и отпадоци на патот над манастирот Света Недела кој води кон селото Шашаварлија. Оваа грда слика е неизборовата шума покрај асфалтот, расфрлани отпадоци, а купчињата од шут секојдневно се натополнуваат. Се чини одговорните еколошки инспекции како да затвараат очи пред лошата еколошка состојба. До кога Штип ќе биде простор за формирање на диви депонии, тоа треба да го кажат одговорните институции. Инаку јавното предпријатие ИСР во овој дел од градот редовно реализира активности за расчистување на дивите депонии, но истите повторно никнуваат благодарение на несовесните граѓани. Се поставува прашањето, ќе можат ли законските норми и прописи со помош на надлежните еколошки служби конечно да стават крај на оваа лоша еколошка слика. Привршуваат градежните работи во градската капела во Пробиштип се очекува за околу 1 месец да биде ставена во употреба. Инаку овој објект чини околу 8 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Пробиштип. Завршуваат градежните работи на градската капела во Пробиштип. Градоначалникот Тони Тоневски информира дека деновиве со подобрување на временските услови стартуваше до изградбата на капелата, која чини околу 8 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општината. Во моментот се работи на капелата, во завршна фаза е, надворешно е речиси затворена, поставена е изолација, во моментот се работи на поставување на прозорите и вратите и на внатрешното уредување. Градската капела во Пробиштип се очекува да биде ставена во употреба за околу 1 месец, кога треба да завршат сите градежни работи. Објектот е со површина од 300 метри квадратни, а предвидено е да се набават и ладилници и да се опреми по сите стандарди за погребални услуги. Инаку секоја општина, согласно законските прописи, мора да има градска капела. Креативна работилница во просториите на Штипскиот музеј. Средношколци од Средното специјално училиште Искра со изработување на глинени садови ја покажаа својата креативност. Десетина средношколци од Средното специјално училиште Искра на работилница во Штипскиот музеј, кои со изработување на глинени садови ја покажаа својата креативност.
На средношколецот Кристијан Анастасов му беа потребни околу половина час за белиот лист хартија со бој да го претвори во вистинско уметничко дело, но и да изработи глинен сад кој наликува на садовите од неолитското време. Да правиш ова е важно. Во јајц, го обејш јајцето со вакви бои. Тешко ли се работи со глина? Не. На денешната креативна работилница која е поддржана од Министерството за култура, учениците имаа можност да ги изразат своите чувства, но истовремено да научат нови работи поврзани со глината, односно дека таа се користела за изработка на садови уште во раниот неолит. Тоа е глината, не случајно е одбор на глината, бидејќи со самото моделирање кога ќе фатат тие во раце, ги изразуваат своите мисли, својата слободна волја. Значи во исто време и се даде готови керамички производи кои што тие исто така ги изразуваат своите чувства со помош на бои. Тука направија различни декорации. Би сакала да изразам голема благодарност на госпоѓа Јанева и на другите вработени во музеот на град Штип, што не поканија да учествуваме, да бидеме учесници на една ваква работилница, каде што и нашите ученици ќе може да ги изразат, односно веќе ги изразија своите можности и способности, својата креативност. Во рамки на проектот е предвидено ваква работилница да се одржи во текот на наредниот ден, а средношколците ќе посетат и керамичка работилница, каде што ќе може да се запознаат со начинот на изработка на керамички садови. Вечерва во делот за спорт одбојка. Машката екипа на УГД Студент го пролонгираше датумот за првиот четвртфинален куп надпревар против одбојкарите на Борец од Велес. Останатите средби и во машка и во женска конкуренција ќе се одиграат во договорениот термин во сабота. По извршената ждрепка за четвртфиналните одбојкарски куп надпревари се утврди терминот за одигрување на првите средби во овој викенд, поточе во сабота. Со меѓусебен договор на штипските екипи со нивните противници, сепак дојде до некои промени. Така машката екипа на УГД Студент наместо во сабота првиот меч против Борец од Велес ќе го одигра во четврток 23 февруари во Штип. Женската екипа пак на УГД Студент својот четвртфинален меч против СВСК ќе го одигра оваа сабота, но наместо во Штип прво ќе се игра во Куманово. Сите останати средби и во машка и во женска конкуренција ќе се одиграат во утврдениот термин во сабота 18 февруари. Реванш средбите ќе се одиграат во првата половина на месец март, додека пак првенството во супер машката и во супер женската лига на Македонија ќе започнат во следниот викенд. Ја следевте информативната емисија на Ирис телевизија. Благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер.